Продолжуваме во духот на уметноста. Денес ке зборувам со Тамара Таскова, млада, талентирана, дипломирана дигитална уметничка. Тамара, ти благодарам што ја прифати нашата покана да бидеш наш денешен гостин, а воедно и да се дружиме. Благодарам на поканата. Тамара, ти потекнуваш од Штип, односно твоите корени се од Штип, но решаваш да заминеш во Словенија, односно заедно со твоето семејство се преселувате таму и всушност ти таму го почнуваш или го надоградуваш својот процес веќе кога станува збор за уметноста. Кажи ми, еве, како се снајде во новата средина? Па, мислам дека секој каде и да е во нова средина мора да работи 10 пати, 15 пати повеќе од секој кој што е, например, таму од дома. Секогаш кога сме во нова средина мораме да почнеме нешто од ново и тоа има многу големо влијание и на секоја следна одлука и на секоја кариера. Ти си мултидисциплинирана уметница. Што подразбира тоа, односно со кои се дејности од уметноста се занимаваш? Јас лично не се идентифицирам како визуален уметник или поточно не се фокусирам само на филм, само на анимација, само на звук, туку до сега во сите мои проекти секогаш пробам да креирам искуство, да го украсам времето на тие луѓе кои што одвоиле време од својот ден да дојдат да го погледнат моето дело и се трудам на секој можен начин да ги убедам дека тоа што дошле да го видат вреди да се види и пораката која што јас ја имам да ја покажам на нив дека вреди да ја слушнат, да ја прочитат, да ја видат, да ја препознаат во секој можен аспект, дали е тоа проект, инсталација, филм, анимација, дали е само напишана поезија. Од секој аспект пробам да го кажам тоа што го мислам. Сакаш да го оставиш твојот белек и печаток, што е најважно. Мене ми остави исто така голем впечаток филмот Chill Stacy Chill. Станува збор за 23 годишна девојка која води битка со анксиозноста, многу честа појава, за жал, во денешно време. Верувам дека многумина ќе се пронајдат во тој лик, но кажи ми, која беше твојата улога додека се креираше овој филм и колку тука остави свој белек додека го креираше филмот? Да. Филмот потекна од искрено автобиографски тематики. Секако за секој се тешки тие тинеџерски години и почетокот на 20-тите и не би рекла дека за мене се биле потешки отколку за некој друг. Мислам дека тоа е многу честа појава и многу често за полесна диагноза се препишуваат апчиња кои може би не би биле толку потребни. И постојат многу начини тоа да се надмине, да се тоа секако секој се одлучува за себе. Да, секој нели од своја гледна точка одлучува да направи. Во процесот на целиот филм, затоа што сама го правев сценариото, сама правев музиката, мојот глас е во филмот и исто така целата анимација. Карактерот кој го нацртав е базиран на мене и поради тоа и дадов такво име Стейси, зашто тоа беше барем нешто што сакав да биде што подалеку од мене, да немам никакво поврзување со тоа име, да не дојде до некоја ситуација да јас почнам да го мразам своето дело затоа што е премногу лично. И сепак сакав и да се заштитам малку од тоа и да направам нешто што можам да го покажам на светот. Филмот продолжи, беше покажан на многу фестивали анимацијски по Европа. Сега во моментот се сеќавам на неколку монстра или T-shorts во Португалија. Why are my hands shaking? I need to chill. I need to chill, but there's no air in this room. Did I lock the door?
Chill, Stacy, chill. Тамара, ти имаш исто така работено на подкаст серија, која си има пуштано на радио во Германија. За каква серија станува збор? Дали тоа беше студентски или пак се поврзавте меѓусебно? Да. Работевме само студенти на него, иако имавме и ментори од радиото и ментори од факултетот во Германија и факултетот во Словенија. Се останато беше оставено на студентите. Од нив имавме поддршка само за 3 епизоди. Тоа беше проект кој што беше поддржан од Европскиот главен град на културата. Например, Кемниц беше главен град на културата во Европа 2024 и Нова Горица беше главен град на културата 2025, како што и Скопје ќе биде во 2028. Се пријавив за тоа место затоа што сакав да добиам искуство во некоја мултинародна средина и работа во радио, кое што може би за мене изгледаше како нешто недосежно, но Кои беа темите? Предпоставувам дека секоја од епизодите е базирана на различна тема. Да. Кои беа темите, како се договаравте за нив и за што всушност зборувавте? подкастот беше паралела помеѓу двата главни града на културата, Кемниц и Нова Горица. Студентите од секој град имаа репортажа за некое културно место во градот. Например, во многу места железничката станица не се смета за место на културата, но во Нова Горица тоа е многу специфично место за културни наставни и многу изложби, концерти и сакавме да ја направиме таа паралела помеѓу Горица и Кемниц поради тоа што да погледнеме да најдеме култура каде што во најголем дел од градовите нема, например во Кемниц немаше, но сепак успеа да најдат постери за концерти и нешто што има малку светло на култура во него. И мислам дека е одлично искуство и кога ќе имате во Скопје можност, секој би требало да се пријави. Најверојатно се веќе проектите планирани и најверојатно веќе постои план за Скопје 2028. Затоа што главен град на културата значи многу гости од странство, значи многу проекти во кои што може да се уклучат студенти или вработени во културата и може секој да само да напише мејл и да каже ја сакам да бидам дел од тој проект и може да излезе преубаво искуство како моето. Убава иницијатива за продолжување на културата и за сплотување едни со други, а воедно и споделување на своји лични искуства и знаења во еднина. Интересно, Тамара, друго ми остави впечаток. Ти имаш снимано филм со твојата баба. Тука исто е вклучена една многу актуелна тема, вештачката интелигенција. Како дојде до оваа идеја, што се случи и како ја наговори баба ти да снимате? Да. Да, мислам дека тај дел беше најтежок да ја наговорам да прво снимаме и второ да каже пред другарките дека сме снимали. Така. Од неа често, не само од неа, туку исто од татко ми, од мајка ми, од сите, поради тоа што не живееме заедно, комуницираме преку интернет, често добивав видеа и многу пати морав да ја кажам, бабо, тоа не е вистинско, и да објаснам дека постои вештачка интелигенција и дека како да ги препознае тие видеа и колку се може да се направи со вештачка интелигенција. Но забележав дека и понатаму добивам такви видеа и понатаму добивам прашања, сине, тоа ли е? Свиене му самош, не знам, не се види. Ој, карате со кокошката са, ја. Е толку ли бебињата се брзи? Многу бе, тоа е тем бебиња, аха. Ама ај бебињата, па кокошката, петело. Овај па не може да гледа.
Стопа. И беше планот. Планот всушност произлезе од видеата кои што јас ги снимав, зашто сакав да имам некое сеќавање на тај момент со неа. Дека и тоа е нешто, иако е нешто што не разделува, поради тоа што може би еден го разбира, другиот не, сепак беше тоа нешто што исто така и не соединува за тоа што заедно седнавме и заедно ги гледавме и се смеевме на бебињата што возат камиони и слично. Тамара, еве, ти како уметник, како некој кој сака да се занимава со филм понатаму, што мислиш за вештачката интелигенција? Дали е предност или можеби па и опасност за таа сфера и за културата? Да. Вештачката интелигенција, исто како и секој медиум, мислам дека не е, во својата суштина не е нешто добро или нешто зло, туку дека тој што ја има во рака, тој што го држи мечот, тој одлучува дали ќе биде добар или ќе биде лош. Како ќе го искористи? И мислам дека во иднина вештачката интелигенција никогаш нема да има свест и никогаш нема да има душа. И тоа е тај дел што ние мораме да го ставиме во неа и секогаш ќе може да се види нашата душа преку тоа што ќе го направиме. Така. А Тамара, ти гордо кажуваш дека си ги носиш своите корени и на самиот почеток кажавме дека потекнуваш од Штип. Ти исто така работеше на еден филм каде се обиде да задржиш дијалектната основа. За што стануваше збор тука? Да, тоа беше филмот кој што го снимав со баба ми. Сакав да покажам да покажам некоја искреност, зашто например многу често ми се случува да во разговор ми биде срам да зборувам на својот дијалект и посебно кога сум во такви кругови културни или академски, да се чувствувам дека сум нешто помалку доколку зборувам на дијалект. И тоа беше нешто што сакав да го задржам, зашто секогаш во историјата е било битно да се задржат дијалектите, дали во напишана форма, дали во од колено на колено. И мислам дека тоа исто така треба да протужи, зашто имаме преубави и премногу дијалекти во Македонија кои што би било штета да се изгубат поради капитализам и слично. Многу ми е мило што една млада девојка како тебе, која во сферата на уметноста размислува вака и јас би ти кажала секоја чест и да продолжиш понатаму така, а ти кажи ми кои се твоите идни планови? Моментално сум во последната година на мастер. За иднина немам план. Мојата кариера ќе се разградува така што ќе манифестирам да ги следам своите чувства и да видам во моментот што ќе биде тоа што најмногу ќе ме привлече. Но сепак секогаш со мене ќе останат моите корени и секогаш и во моите дела ќе го носам со мене тоа што го имам од своето минато, од своите предци и секогаш ќе гордо секаде кажам дека сум од Штип. Браво, браво на вистина, ти си толку млада, толку талентирана, толку амбициозна и имаш реално богато искуство и многу бројни проекти зад тебе. Јас можам само да ти кажам браво, Тамара, и да ти посакам успех и да се видиме во некоја следна прилика. Се надевам што поскоро, а вас го оставаме во духот на уметноста и се гледаме во некоја следна прилика. Фала ви за поканата и се гледаме.